Голем дел правни и физички лица во Куманово се враќаат на затоплување на газ. Од јавното претпријатие Куманово газ информираат дека интерес има откако е намалена цената за затоплување со овој енергенс. За февруари метар кубен чини околу 65 денари, за разлика од септември кога за 1 кубик граѓаните требаше да плаќаат по 155 денари. Поради високата цена, тогаш бројни лица одлучија да ги откажат договорите. Имавме тешка година, незапамтена во енергетиката во нашата земја. Имавме цени 4 до 5 пати поголеми од реалните цени кои сме навикнати да ги имаме во претходните 15 години откако постои нашето јавно предпријатие. Декември 2021 беше последен месец со нормална цена од некои 30 денари, за да јануари 2022 добиеме скок на цена од 80 денари. Цела 22 година се движише цената околу 80, 90, 100, највисока цена беше околу 155 денари за септември, што се одрази на драстично намалување на потрошувачка на нашиот енергенс. Дојдовме на некој минимум, каде што предпријатието беше во прашање на опстанок, меѓутоа со помош на општина Куманово и Советот на општина Куманово успеавме да опстанеме. Во јануари имавме исто така висока цена од 94 денари за нормален метар кубен, меѓутоа од февруари веќе почнавме да бележиме пат на цената, каде што за февруари ќе биде некаде околу 65 денари, ја чекаме да нови официјалната цена. Завчера добивме најава за нова цена за февруари, која ќе биде некаде испод 60 денари, околу 58. Тоа све ќе зависи од квалитетот на гасот кој влегува во нашата држава, така и се формира цената, зависи од топлинската моќ. Се надеваме на подобри цени, очекуваме пад. Ова грејна сезона веќе заврши кај да е. Следува летен период каде што ќе се посветиме на ширење на нашата мрежа и се надеваме дека од октомври 2023 година цената ќе се стабилизира пак на некои 30-40 денари, што е реална цена за овој енергенс, и да почне нашето предпријатие да напредува, и се надеваме дека оваа година, измината 2023 година, повеќе никогаш нема да се понови. Од предпријатието се надеваа дека падот на цената ќе продолжи и наредната грејна сезона. Укажуваа дека лани се доведе во прашање функционирањето и бележат загуба од над 6 милиони денари. Да напоменеме дека нашето предпријатие се уште не е стабилно за да остварува добивка. Уште од почетокот на формирање на ова предпријатие, сите изминати години се со некој минус. Ова година е можеби најголем, од 6 милиона и 200 илјади денари, што не зависеше директно од нас. Цената, ова загуба ја диктира пазарот. Ние немавме можност да испорачаме поголема количина на газ, бидејќи нашиот единствен приход е од дистрибуција и од снабдување на газ. Гасификацијската мрежа во наредниот период треба да се прошири кон средното техничко и подрачното основно училиште, како и интернатот. Веќе се работи на неколку стамбени единици. Без разлика на енергетската криза, ние успеавме да поставиме мрежа од 1 километар и 70 метри. Најголема траса е улицата Моша Пијаде, каде што има голем број на домаќинства и на згради. Очекуваме тие во нареден период да станат наши корисници. За наредна година веќе имаме испланирано, се работи на припрема на техничка документација до екипирање на нашето предпријатие, да водиме една линија до средно техничко училиште Наце Буѓони. Тука треба да се опфати интернатот за ученици, тука имаме и подрачно училиште на браќа и крсте. Тоа ќе биде еден убав проект и каде што очекуваме една убава потрошувачка во зимскиот период. Веќе разговаравме со директорите на овие институции, они се веќе во процедура за изработка на техничка документација, проекти, така да се надеваме дека за почетокот на наредна грејна сезона тие веќе ќе станат наши корисници. Веќе се работи на згради каде што ние веќе имаме инсталирано мрежа. Тоа се зградите на Васко Карангелевски, Бела 1, 2, 3 и 4. Се инвестира сега моментално на зградата Престиж Плюс на Моша Пијаде. Тоа е инвестиција на инвеститорот, не инвестираме ние во хоризонтална гасоводна мрежа. Очекуваме да имаме доста приватни приклучоци и на потегот што треба да одиме од Трета Македонска да стигнеме до техничко училиште, улица Перо Чичо, улица Бајрам Шавани,
Народна револуција, тука има доста објекти кои што би требало да се приклучат. Од предпријатието се надеваат и дека бројот на корисници ќе се зголеми по повикот за субвенции кој треба да го објави владата. Заинтересираните лица за приклучок од државата ќе добијат 25.000 денари како и дополнителни 15.000 од општина Куманово.